А сега се префрлуваме во соседниот дел од студиото. Морам да кажам дека ова утро се чувствуваме многу безбедно во ова студио со оглед на тоа што имаме двајца таеквондисти. Нагости, добро утро и до двајцата, добро утро и до Слободанка. Колку што разбравме, корејска вештина, но секогаш кога е во прашање во овие источни вештини, таму се бори исто, води некоја полемика, која е чија е, како кај на Сајварот, дали е наш, дали е на соседите. Ова станува збор за чисто корејска вештина, чисто корејска вештина. Разговорот ќе го водите со Слободанка. Јас за почеток само да ве прашам, со кој поздрав го започнувате обично дуелот, борбата? Да покажеме? Да. Стануваме. Давид. И потоа во став, се поздравуваат и почнуваат бидејќи пред себе другарството е најбитно. Најважно, да. И почитувањето на противникот, така? Почитав. Слободанка, повели со Па твоите еве, гости. започнавме на некаков начин. Искра добро утро до тебе и добро утро се разбира до сите наши гледачи. Многу навистина тежат овие освоени медали на ова прекрасно наше младо момче, талентирано за таеквондо, и ќе си разговараме токму за сите овие медали, меѓутоа и од каде љубовта за таеквондо. Ќе ви кажам и од мене добро утро и добре ни дојдовте. Стефан Миленковски, тренер, и Давид Петковски, освојувач на сите овие медали. Па не знам колку вака во тежина сега моментално држам јас, меѓутоа многу се, нели? Да. Како си? Добро. Наутро си стануваме со оглед на тоа дека одиме на училиште. Сега она што е многу важно кај тебе да го споменеме, одиме на училиште, меѓутоа имаме време и за тренинзи. И како успеваме во тоа? Љубовта кон таеквондото е многу голема. Да. Така? Да. Од кога ти почна да тренираш таеквондо? Јас почнав да тренирам таеквондо од 5 години. Од 5 години? Да. И зошто се одлучи токму за овој спорт? За да освоиш толку многу сега медали? Па, случајно мајка ми ме запиша на овој спорт, бидејќи имав многу енергија и за да ја потрошам енергијата. Паметна мама. Одлично. И јас почнав сериозно се бавам со овој спорт и еве сега И еве сме каде што сме, Да. така, со многу освоени медали, да, со многу освоени дипломите, еве ги тука. Сега јас ќе ги покажам, имаме ние време да си разговараме. Опуштено, така? Да. Кажи ми кој оделение си сега? четврто. Четврто оделение. И до четврто оделение ти ги собра сите овие медали понад превари. Да. Ке ни каже тренерот како, дали веднаш се забележа талентот кај Да, Давид? уште самиот старт се види дека детето е атлета и дека може да работиме на него, и најголем напредок добивме во времето на корона, кога усвари не вежба повеќе до шинови, работев само со одреден број на шинови, меѓу кои беше и Давид. Моментално и таа група која работеше тогаш е сега најнапредна од нашиот клуб, меѓу кој и он, и сите имаат такви резултати, меѓутоа Давид е најдобар, се извојува со Па добро, европскиот еве медал. гледаме по медалите и по дипломите дека се извојува, не дека останатите дечиња можеби ќе постигнат резултати нешто малку подоцна, зависно кај кое дете како во моментот нели се развива токму талентот. Меѓутоа, навистина сме мали, така да кажам, со годинки, но еве освојуваме. Какво е чувството за тебе кога си освоител, да кажам, на толку многу медали, а јас сега еве вака ќе ги покажам за да видат и нашите гледачи. Еве колку се овие медали. Ако набројуваме, треба цела емисија да посветиме на кои се надпревари сме биле, што сме освоиле. Меѓутоа, она што е многу важно, ние ги освојуваме медалите за Македонија. Така, какво е чувството еве на твоја годишна возраст толку многу медали да се освојат на толку многу надпревари досега? Па, многу убаво е чувството да освоиш волку медали. И за Македонија, така? Да. На училиште исто така вие внесуваат љубовта да си ја сакате Македонија, Да. а наставничката што кажува кога еве вака ќе знае дека веќе си толку многу голем, толку постигнуваш големи успеси во таеквондото? Што ти зборуваат на училиште другарчињата, наставниците? Се Воодушевува. гордеат со мене дека имаат во нивното оделение таков ученик што има многу медали. И јас би се гордеела, верувај, а мама и тато? И мама и тато се гордеат со мене. Сега знаеш што ме интересира? Јас знам дека за твојата мама, Фани, таа ни е наша позната естрадна уметничка или пејачка. Ти не сакаше да пееш? Не.
Воопшто никогаш? Не би сакал да пеам. Не би сакал да пееш, значи ти си сакаше да се занимаваш со спорт. Добро, знаеш исто така што би те прашала сега. Многу дечиња сакаат, еве на прво место кај нас, во Балканот, Европа, светот, е фудбалот. Фудбалот не те интересираше? Па ме интересираше фудбалот, ама не знаев дали да тренирам тоа. И се одлучивме за таеквондо, Да. но многу добро сме се одлучиле затоа што еве го доказа зашто е тоа така. Ајде сега Стефан малку за клубот да Прво, позборуваме. Само за Давид. Да, Мислам дека најубаво чувствуваме после победата, после сите победи, кога ќе земе златен медал, му го даваме знамето и он трча круг, ќе ги прави околу борилиштето. Сите аплодираат и тоа Так. во сите странски земји со македонското знаме. И имаме ние материјали, ќе си ги погледнеме додека разговараме. Ајде сега малку околу клубот и се разбира и за тебе. Од каде љубовта за таеквондото? Јас Па и да таеквондо станеме и вежбам, тренер. Да, уште од 3 години. Од мала возраст. Да. Но тоа немам 26 години, пред 5 години отворен клубот. Пред тоа работев 3 години како помошен тренер во друг клуб. И потоа одлучив сам да почнам. Еве во моментов можеме да погледнеме и некои фотографии кои што ги имаме од освоени награди, еве диплома, медали. Имате многу купови, посетено имате многу токму еве ова што во моментов го гледаме дали она што јас од европското сега најновото што го освоивме медалот, да. Што освоивме конкретно тука? Освоивме трето место на европско првенство официјално за пионири. Да пукне. Исто така уште една девојче освои од Македонија трето место, Ветрана Туневска од теквондо клуб Бутел. Тие два медали се први медали за Македонија во пионирско теквондо на официјално европско првенство. Одлично. Нека се само множат колку што ги има тука Бугарија. многу. Аха, добро, ќе коментираме. Ова е во Бугарија, зашто конкретно се работи тука? Тука се работи за Рамус Опен, исто еден од меѓународните надпревари кој е најак на Балканот. И тука освојуваме медала. Тука да освои сребрен медал, мислам дека. Многу медали навистина и многу надпревари имате посетено. Ова е во Тирана, во Албанија. Исто така сребрен медал. Сребрен медал освојуваме во Тирана, така. Да. Она што исто многу ме интересира, како што кажавме, од 3 годишна возраст имате исто така и вие започнато да тренирате токму со овој спорт. Дали се тие од мали нозе треба да се започне со овој спорт или пак едноставно можеме во која било годишна возраст да се одлучиме? Значи сепак. Да, таму се развиваат психомоторичките способности најубаво. На тоа прво и кај нас во клубот сега работиме прво на заражение психомоторички способности, па тек потоа после 5-та, 6-та година работиме на баш на таеквондо. Така. За клубот колку дечиња во моментов? Моментално клубот има 2 локации, во Насебо Илинден и Насебо Трбарево, заедно брои 70 члена. 70 членови. Тоа значи дека имаме интерес оглед на тоа дека еве овој спорт и по Дејан нели исто така што освојуваше медали. После Дејан значително се ми порасна бројката во клубот. Браво, да, верувам дека е така, токму и заради тоа го споменав. Имаш идол? Дејан Георгиевски. Дејан Георгиевски ти е идол. Со оглед на тоа дека на Олимпијада ќе те испратиме? Да. Со сето она што ти нас сега овдека ни го кажуваш дека навистина многу си го сакаш таеквондото, дека имаш толку голема љубов. Еве имаме и докази за тоа дека е така со овие многу голем број на освоени медали, дипломи и така натаму. Значи твојата желба за во така визија што си ја имаш за воиднина е токму таа да те видиме на Олимпијада и знамето македонско да го виориш со освоена медала, па нека и бронзена, нека и сребрена, а ние посакуваме и златна. Така, што е она што... Еве сега би сакала да го прашам и Давид. Како започнува денот? Колку во текот на неделата имаш време за да се подготвиш за тренирање, меѓутоа да имаш време и да се најдеш за учење? Какви сме на училиште? Се трудиме да бидам најдобар, се трудам да бидам најдобар. И на училиште? Да. Биди си ти жив и здрав. Знаеш како? Да, навистина. Браво, Давид, и како успеваме? Ајде објасни ни. Да објасниме на дечињата за оние кои можеби си мислат дека не може сега и да учам, не може сега и да тренирам, можно е секога се работи со љубов. Како ти тоа успеваш да го совладаш? Па кога се вратам од училиште, добро, почнувам да напишам домашна прво. А јадеме прво? Да, прво јадеме, па пишувам домашна за да имам време после да одам на тренинг и да не се мачам по тоа да пишувам домашна. Браво, секоја чест. Колку време, ајде малку околу тренинзите, навистина сепак за четврто деленче се работи, постигнува. Да, а постигнува толку големи успеси,
тие резултати. Тоа е навистина за пофалба и јас морам вака да ти направам еднаш. Со оглед на тоа дека си многу убав, девојчињата веќе симпатии почна. Да. А можам да замислам со освоениве медали, така? Таеквондо плюс боречки вештини и така натаму, но за симпатиите друг пат. И ти си имаш симпатија, сигурно дека девојчињата многу те обожаваат. Тоа сакам да го кажам. Да, за да се започне со тренинг, кажавме дека од помала возраст, меѓутоа еве Давид навистина успева, како што кажа и додаде оттаму дека сите му се петки на училиште. Што значи дека е можно и на едната и на другата страна да сме и со толку мала возраст. Она што колку допринесува таеквондото токму за такво нешто да имаме организација во текот на денот и во неговите активности. Таеквондото пренесува кон тоа бидејќи пред се таеквондо дисциплина и кога он ќе ја премени таа во останатиот живот покрај таеквондото, тоа си носи своји успеси во школа и на тренинг. И на тренинг, да. Колку вие допринесувате за тоа и колку вие ги насочувате кон тоа дечињата да има дисциплина, да знаат што е добро, што е лошо. Сигурно дека во корејскиот, да кажам, овој таеквондо постои такво нешто. Да, постои. Например, на крај на секој тренинг седнуваме ние доле сите дечиња. Добро. Или поголемите, не е битно. И јас им кажам што е добро, што не е добро, кој не учил, кој прави глупости во школа, ги казнувам. Многу родители ми се волат, например, кога на училиште ќе направат нека беле децава на мене, јас да ги средам на тренинг и углавно тоа помага. Така, значи помага. Браво. Со него немаме проблем никаков. Браво, Давид. Јас ти се воодушевувам на вистина. Кажавме дека мама пее, меѓутоа тебе пеењето, но музика си сакаш? Па сакам. Си сакаш. Ајде сега малку да ги искоментираме. Ги имаме многу. Меѓутоа еве што ќе сите. Да. Но што ќе во моментот извлечам, тоа може и да го искоментираме. Може така? Како лотарија, како награда. Да, еве, за овие медали, за што се работи тука, да видиме, ајде да појасниме, еве, 2023, ова е освоена медала токму сега. На кој надпревар? Тој е инаку златна медала, иако личи на бронзена, ама е златна медала. Браво, Давид, браво, Давид. Каде ја освоивме? Таа е освоена во Ниш, на Астрис купот. После победени 4 борби. Сите 4 борби беа победени, па скоро и да не беше изгубен ниту еден поен од негова страна. Така, а ова? Таа е освоена, таа е златна медала исто од Вршец. Од Вршец. Од Millennium Open. Добро. Тоа е 2022, мислам, да. Ајде сега малку околу чувството, кога треба да започнеме. Кои се подготовките пред вакви надпревари, со оглед на тоа дека еве освојуваме на вистина секој одење скоро сигурно медала, така? Од ова што можам да забележам на секој надпревар, така, тоа сакав да го кажам, нема шанси да не освоиме медала, дали е златна, дали е сребрена, бронзена, каква и да е. Ајде малку околу подготовките пред надпреварите. Иако не е мал за темпирање на форма, ама оваа година темпиравме формата да бидеме во најдобра форма за Европското првенство. Добро. Се до тоа првенство земавме доста златни медали, кои не беа толку битни, бидејќи беше Европското првенство во преден план. Цело лето работевме секој ден по 2 пати на ден. Верувам. Да. Навистина треба многу труд да се вложи за да се освојат. Формата и стемпиравме за да бидеме во најдобра можна форма за Европското првенство. Но пред Европското првенство во понеделникот пред да поидеме 3 дена, Давид доживеа повреда на левата нога на тренинг. Го искина лигаментот. И како се справивме со тоа? Со физикална терапија и со тоа што до петокот, ден кога требаше да поидеме веќе, да сме во Белград, не знаевме дали ќе учествуваме. И потоа се одлучиме со неговите родители дека ќе одиме и еве. И плюс на сето тоа ти освои повторна медала. Да. Секоја чест. Можеби ќе бевме и прваци, бидејќи во четвртата борба, немавме таа повреда. Во четвртата борба со Украина ногата почна да реагира и за жал тоа е таа. Еве, сите овие дипломи кои што ги имаме освоено, навистина се исто во голем број. Па добро, од колку години почна да ги освојуваш? Одма веднаш кога почна со таеквондо да вежбаш до сега, со оглед на тоа дека ги имаме во голем број? Да. Веднаш. Само што малку почнавме со таеквондото, се најдовме во таеквондото и почнавме да ги освојуваме наградите и медалите. Се за Македонија, така? Да. Давид ќе ни биде идниот, јас многу се гордеам што си не наш гостин ова утро. Сигурна сум дека со овој талент што го имаш, ќе одиме и имаме визија за нешто многу поголемо во животот понатаму. Ќе ти посакам многу успеси и на училиште исто така. Со девојчињата знам дека немаш проблем, но исто и големи успеси да те гледаме со толку многу медали. Јас навистина немам збори, воодушевена сум, Стефан, за ова што го гледам. Јас очекував дека ќе донесете награди и медали, меѓутоа дека ќе бидат волку голем број. Уште има, не се донесени. Дури, ете, велите дека има, еве вака уште еднаш на камерата, дури
како што и самите кажувате, ги има уште не се сите донесени. Посакувам оние успеси и оние желби кои што ги имаш и за понатака, ќе ми кажеш кои се? Да ги оствариме? Да. Кои се желбите? Да. На глас уште еднаш да кажеме. Моите желби се да отидам на светското првенство и да земам златен медал и да бидам во Македонија најдобар. Браво, Давид. Да, пукне, така се вели. Да додадам да одиме на Олимпијада во 2036 година. Да, дај Боже да е така, јас посакувам секое добро. Доколку имаме нешто да додадеме, е важно или сега во моментот само за крај уште да искористиме, одиме на некој натпревар следен сега? Да, во наредната сабота 3-4 ноември имаме натпрев во Кисела вода, Кори Опен. Таму ќе учествуваме со 30 учесници, меѓу кои Давид. И знаеме дека ќе освоиме медала веќе. Тоа мислам дека не. Тоа нас не веќе ни е се јасно од ова што го јас видов сега. Многу ми беше задоволство што бевте дел од Добро утро секое утро, понеделнички вака. Сега на училиште оправдани се часовите, така што и кажавме на наставничката? Ќе одиме на Добро утро секое утро во Алфа телевизија. Да. И таа рече нема проблем. Така е. Ви благодарам да сте ми живи здрави, па се гледаме повторно со сите оние освоени медали, повторно кои што ќе ги имаме. Може? Да. Ете така. Искра? Се го изнапраша Давид. Давид, супер соговорник си, Јас морам да мислам ти кажам. Но едно прашање не требаше му го поставиш, ќе се загрцнеше детето за школа кога го праша. Среќа што има водичка. Инаку, Давид, да ти кажам дека ќе го спомена твојот идол Дејан, на истото место твое тука има седена во утринската, па може би е заразно столчето, па ќе трнеш токму по неговите успеси. И само морам да те прашам нешто од твоето досегашно долгогодишно искуство. Рече дека мајка ти те пратила за да потрошиш енергијата. Бидејќи Слободанка има дома еден таков со вишок енергија, јас имам еден таков. Дали е успешно тоа, ја трошиш енергијата? Па да. Дома како бајче си после? Да. Одлично. Ете. Подобра препорака за сите нема. Ви благодарам на сите. Тројца, Давид, само успеси да си редиш и нижиш.